Значи, штото го заврши општинскиот штаб за заштита и спасување, и што ние како страна од наша страна како јавно комунално предпријатие кое се со дејност снабдување питка вода за граѓаните за општина Куманово, да оставиме информација со моменталната состојба со водоснабдување во општина Куманово. Значи, во раните утрински часови, некаде околу 4 часот, 5 часот наутро, од страна на вработење на филтр станица, е забележен дотур на заматена вода. Од наша страна, од страна на вработените, е постапено веднаш. Се преземени сите предвидени мерки кои што се во вакви случаи. И од наша страна се известени сите надлежни институции, вклучувајќи го и општинскиот штаб за заштита и спасување. Доставивме информација. Во моментот уште некои делови на градот имаат вода, уште некои, но доколку не се стабилизира, значи дотурот на вода кој што доаѓа од Липково, од браната, доколку не се стабилизира, значи матоста не биде во оние граници кои што се задоволителни, ние како јавно предпријатие нема да испорачуваме вода до граѓаните. Значи, на општинскиот штаб е исто донесена одлука, не е донесена одлука, стапивме во контакт со Агенција за заштита за храна и ветеринарство, со директорот, при што е доставено барање водата да се користи како техничка вода. Значи за готвење, за готвење, за капење и со препорака и апел до граѓаните таката вода обавезно да биде превриена. Кои делови од градот веќе немаат вода? Мислам дека централното градско подречје веќе нема вода. Моментално немаме увид, меѓутоа централното најверојатно посебно во зградите веќе сум сигурен дека нема. Делот од населбата Гоце Делчев мислам дека веќе немаат, можда повеќе од сат време. Така да деловите изнад Соколана исто таму веројатно нема, така да поголемиот дел од градот, ја мислам 60-70% веќе има проблем. Проблемот е што и за денеска е најавен интензивни врнежи, има предупредување од УНПР и рекоа дека на удар на вакво како вчерашно беше. Очекувате ли дополнително влошување на состојбата? Не можеме да знаеме дали повторно ќе предизвика иста работа и дали тоа невремето кое е да се смири работата, да не се за паника. Не, сега ќе ги допуну тој дека исти интензитет ќе направи такви проблеми. Може да го заобиколи овој местото ваму Липковскиот регион, од каде што доаѓа нашата вода за пиење. Тоа не можеме да бидеме сигурни, меѓутоа, иако се деси, ние ќе знаеме дали има набраено таков проблем, таа вода сигурно нема да ја пуштаме во системот за водоснабдување на граѓаните. Колку време ќе треба да се прочисти доколку се настане ваква ситуација? Значи, ако не се повтори ударот од сегашното невреме, ние рачунаме дека задоволителни резултати ќе добиеме многу брзо. Не можеме да кажеме за колку време ќе помине таа вода, лошата вода низ цевководот, меѓутоа сепак за тоа дали водата ќе биде за пиење, ќе треба да тој делот да го одобрат институциите здравствени, така да не можам да ви кажам тие после спроведените анализи ќе дадат одобрение за водата или ќе предложат да се чека уште да се прогласи водата за пиење. Уште нешто? Да, значи сакам да упетам еден апел до граѓаните. Значи дека нема место за паника од страна на јавното предпријатие се преземени, значи сите мерки што налагаат во вакви случаи. Значи водата, иако излезе информација дека водата не е безбедна за пиење, значи тоа е непотврдена информација затоа што чекаме информација од Центар за јавно здравје кој има земено мостри од локации. Од наша страна исто така имаме земено мостри од неколку локации. Во меѓувреме
известивме и приватна независна лабораторија која што исто така ќе земе и резултати ќе ги очекуваме некаде до 2 часот. Значи, она што е било во системот, апсолутно не е дека водата е била неисправна. Значи, стварно нема место за паника. Нашите стручни служби реагираа навремено. Ова е ситуација која што не зависи од јавното предпријатие. Се надеваме дека релативно брзо, дека водата која што ќе доаѓа во доводот на филтер станицата ќе биде со задоволителна матност. Значи, еве како уште една информација, значи водата утрово кога ми се јавија, водата беше со матна со 10.000 мерни единици. Пред одржување на штабот беше некаде спуштена на околу 250. Така да што доколку продолжи со вакво темпо, значи релативно треба, како што кажа раководителот, треба релативно брзо да дојде до стабилизирање. Тоа значи дека онаа вода што била во цевките била добра за пиење? Значи, немаме уште добиено резултати од анализи. Значи, освен дека е само зголемена матност. Граѓаните стравуваат од Сабајле, нели немавме информација до 9 часот и оние што тргнале на работа? Апсолутно нема простор за паника. Колкава е дозволените количини, колку може да е матна, стручно? Според правилникот, матноста треба да е максимално 1,5 НТУ. Тоа се стручни бројки, незабележливи се со голо око и додека над таа вредност, водата според правилникот се смета за небезбедна, со тоа што тоа се вредности кои со голо око не се забележуваат. Во секој случај тоа мора да се потврди со спроведената анализа со апарати за матност на водата, така да ќе се произнесат институциите дали водата која што е. Она и без разлика да има изголемена матност, а повторно може да се користи за сите други потреби, освен за, еве да кажеме, според законот како вода за пиење, според правилникот. Може да се користи за готвење, за... Па у поголем дел може. Сепак тоа ќе треба да се произнесат институциите вода за што може да се користи или не. Меѓутоа, искуството од 2000-та година кажува дека за сите технички потреби може. За колку часа ви имале од резервите вода? Резервите за вода обично се за 3 до 4 часа, затоа што резерварите во градот Куманово се проектирани за часова максимална потрошувачка. Тоест, таа треба да ги надокнадат количините кога потрошувачката се зголемува нагло, после како што е познато во лето, кога имаме потреби од 400 литра, а дотор имаме, например, од 30 литра, тие неколку часа резерварите треба да ги надополнат за да никој не би снемало вода. Во ситуација кога е водата комплетно овака сопрена, тоа е не повеќе од 3-4 часа резерва. Уште едно прашање, екипирани сте целосно за да се надмине доколку дојде до повторно невреме и одрони за самата брана? Значи, тие тамо ние не можеме да ги сопреме. Во секој случај, ние сме овдека екипирани и цело време, како и секогаш сме 24 часа на работа. Доколку се деси да се повтори таков удар, ние ќе видиме и сигурно ќе известиме повторно.